Добро утро. Денешниот линк е од улица Македонија, она што можевме да го забележиме ние, меѓутоа верувам и гледачите на утренски брифинг. Денеска е многу пораздвижено, рестораните и кафулињата веќе се отворени, од секаде се слуша музика. Од вчера тие работат, меѓутоа работат по строго предвидени протоколи за работа. Доколку не ги почитуваат овие протоколи за работа, следуваат и казни. На оваа тема денеска во Скопски агол ќе зборуваме со директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Како што споменав и во најавата, ќе треба сите овие ресторани кои што ги гледаме околу нас, меѓутоа и сите останати во државата, да работат по строго предвидени протоколи за работа. Што ќе се случи доколку не ги почитуваат овие протоколи за работа? Протоколите ги носи Комисијата за здравство и владата на Република Северна Македонија, меѓутоа тука учествуваат и синдикатите на угостителите. Сите тие протоколи какви што се донесени, ние сме како орган надлежни да го надгледуваме спроведувањето, односно примената на тие протоколи од страна на угостителите. И предмет на нашите контроли се угостителите и дали ги применуваат тие протоколи. Какви ќе бидат казните? Има ли веќе одлучено на кој начин ќе се регулира тоа? Државниот пазарен инспекторат не секогаш сака и да казнува. Она што во почетокот ќе го правиме, најповеќе е да сите овие протоколи во интерес на граѓаните и во интерес на заштита на здравјето на сите граѓани на нашата држава, да тие бидат применливи. Дел од овие протоколи од денес веќе ќе гледаме дека оние протоколи кои што не се применливи, кои што не можеме да извршиме надзор над нив и кои што не можеме да нивната примена не можат угостителите да ја направат, а ние од друга страна како надзорен орган не можеме да извршиме надзор на тие протоколи, дел ќе бидат и можеби и променети. Кои протоколи стануваат? Па протоколи, например, како што се оние за едно семејство, да било четворица, сигурно таквите протоколи не може да најдат примена, ниту пак некој е моќен да тие протоколи ги спроведе и да врши над нив контрола. Исто така имаме како Државен пазарен инспекторат забелешка, еве се наоѓате на улица Македонија, има една точка во протоколот каде што кажува да бидат отворени од сите три страни терасите. Погледнете на улица Македонија, терасите се отворени од една страна, бидејќи сите ресторани се еден до друг. Тие се залепени, значи некој дел од протоколите ќе претрпат измени, бидејќи и протоколите не се некоја библија за да мораат да се применуваат како такви. Дел, викам, од точките во протоколите денес, вчера, можеби и викендов, ќе одат инспекторите на терен, ќе констатираат заедно со угостителите, нема да вршиме веднаш казнување, сигурно дека делот кој што не може да најдат примена во пракса, дел ќе бидат и изменети на првата владина седница, односно на првиот состанок кој што ќе го имаат Комисијата за здравство и владата на Република Северна Македонија. Така се зборуваше на претходно во текот на вчерашниот ден дека ќе се вршат и обуки во сите локали. Кој ќе ги врши овие обуки? Од кога ќе почнат овие обуки и за што всушност ќе станува збор, за какви обуки? Обуки не е, тоа е едукација за примена на протоколите. Не е, мислам, едноставно едуцирање на угостителите како да постапуваат согласно точките од протоколите. Кој ќе ги едуцира? Дали самите инспектори кои што ќе доаѓаат? Јас на почетокот ви кажав, инспекторите и угостителите во заедничка комуникација и едуцирање, едните ќе ги кажуваат проблемите со кои што наидуваат при примена на протоколите, од наша страна сето тоа кое што ќе биде дадено како неприменливост од страна на протоколите ќе биде доставено до Комисијата за здравство и владата на нашата држава, за да може истите да бидат променети. Нешто што навистина во текот на вчерашниот ден крена голема прашина беше одлуката да можат келнирите и менаџерите на угостителските објекти да бараат лични карти. Останува ли ова или ќе притрпи промена? Никој не може да ги легитимира, меѓутоа конобарите и газдите ги легитимираат само оние кои што немаат 18 години, кои што ќе побараат да пијат алкохол. Тоа е само обврска на кенлерите да легитимираат таквите лица. Остатокот нема кој да легитимира и тоа беше поводот да ние побараме како Државен пазарен инспекторат од Комисијата да ни кажат, да ни објаснат, бидејќи ние најпрво кога ќе ги добиеме протоколите,
ги разгледуваме на нашите состаноци, гледаме како да ги примениме истите и како истите да вршиме надзор над нивната примена. Дел, реков, од точките ќе мораат да претрпат измена. Значи ќе претрпи и оваа точка измена, може да очекуваме. Ќе претрпи измена, бидејќи вие знаете во кафана не секогаш одат фамилиарно луѓето, одат можеби во ресторани за исхрана, меѓутоа во кафетериите никој не оди со цела фамилија во таа кафана. Посебно ако се знае дека цело време беа сега дома со фамилиите, сигурно ќе сакаат со пријателите да се видат. Пак ќе кажеме, ако ни е свеста на повисоко ниво, ако совеста ни е на високо ниво, ако сите оние кои што се бават со угостителство ги применуваат барем оние основни мерки да држат растојание, сигурно дека државниот пазарен инспекторат не се джелати, па да ги казнуваат за се и сешто. Имаме предвид дека не работеле преку 2,5 месеца, сето тоа го имаме во предвид и сакаме на некој начин да помогнеме што побрзо и тие да се ја пребродат кризата која што настана со оваа пандемија. Малку ќе се навратиме наназад, дали беа дисциплинирани сите ресторани и угостителски објекти во изминатиот период во кој што мораше да работат под строго определени правила, дел од нив нели не работи ако што немаа можност за достава, дали инспекторите излегуваа и утврдија никакви неправилности? Неправилности имаме доста, меѓутоа најголемиот дел, еве користам можноста и да им се заблагодариме на сите оние кои што ги применуваа сите мерки кои што ги носеше владата преку одлуките и уредбите на нивните седници. Значи сите оние кои што ги применуваа тие одлуки не се казнувани. Меѓутоа, за жал, имаме и ќе има. Нормално, за да има работа и инспекторатот, има такви кои не ги применуваа сите одлуки и таквите се казнувани. Затоа имаме и доста објекти угостителски кои што во време на забрана на вршење на работење, они работеа и таквите беа и затварани од страна на државниот пазарен инспекторат, покренати се мерки, на огромен дел се дадени платни налози за плаќање на глоба, дел кои што не ги платиле глобите се предадени на суд и судот е тој на крај кој што ќе одлучи како ќе постапат со нив. Имате ли бројка, ги интересира гледачите колку објекти се казнати во 300 угостителски објекти имаме само затворени, можеби и повеќе. На ниво на државата? На ниво на држава ви зборуваме и имаме доста казнувано од големиве трговци кои што имале несоодветствување со највисоките цени кои што беа на некој начин замрзнати на 11.3. И уште едно прашање пред самиот крај, неодамна се отворија и затворените трговски центри. Каква е состојбата внатре? Дали се почитуваат сите оние ригорозни правила кои што исто така на почетокот беа промовирани за да може да работат? Во најголемиот дел од моловите се почитуваме и тоа и таму има некаде каде што не се почитува, затоа имаме и преземено одредени мерки и санкции од страна на државниот пазарен инспекторат. Зборуваме постојано за угостителските објекти. Што е со аптеките, што е со банките, дали тие ги почитуваат мерките? За жал имаме и банки кои што имаме казнувано, и тоа најголемиот дел и тука ги почитуваат мерките. Господине Полновски, јас ви благодарам за денешното гостување во утренски брифинг и изнесените информации кои што верувам дека се од интерес за нашите гледачи. Сигурно дека се што треба тука сме, дел од работите ќе ги решаваме заедно со угостителите, заедно со владата, заедно со комисијата, затоа што едно е да донесеш протокол, друго е да го спроведеш истиот на терен.